Што да се искажам во врска со овој амандман поднесен од моите колеги Благоје Деспотовски и Антонија Милошовски. Фактички сакам на некој начин да дадам морална поддршка за поднесувањето на овој амандман, бидејќи имаме заеднички проблем. Бидејќи никој од граѓаните кои што гравитираат во мојот регион Пелагонискиот, ниту па во нивниот, не ги биде бенефитите од програмата на Социјалдемократскиот сојуз во кој што беа предвидени, да ја потсетам, фантастични, идеални 600 километри нови автопатишта и 6000 километри регионални патишта. Наместо тоа, целата територија на Република Македонија, односно целата инфраструктурна мрежа, стана една патека за екстремни спортови. Ова го кажувам бидејќи секојдневно го возам патот од Прилеп до Скопје и навистина би го подкрепил она што го кажа Деспотовски. Ова е амандман Треба да се молиме... Гостивар Кичево патот. Да, председатели, само ме молам, не ми се вменуваните во зборот, знам зашто е амандманот и затоа сега ќе се навратам и на него. Сигурно не сте го посетили овој пат, не сте оделе преку Охрид за Скопје и да видите што се случува на оваа делница за која што мојот почитуван колега Деспотовски бара 100 милиони денари за изградба на автопат. Навистина треба да си пресреќен ако тргнеш од ова, од првочетната до крајната точка, да стасаш жив. Се јавувам со една цел, да ја мотивирам владата и министерот за транспорт и врски, кој што ништо не реализира во овие 3 години, барем да имаат доблест да кажат дека од најавениот инфраструктурен бум во Република Македонија нема ништо. Не 600 километри автопат, туку 6 сантиметри автопат немаат направено. И затоа е добро да дискутираме сите за овој амандман, затоа што само на тој начин можеме да им предочиме на граѓаните дека Министерството за транспорт и врски нема реализирано ниту еден крупен капитален објект. И не за чудо, реализацијата на капиталните инвестиции во буџетот за претходната, односно за тековнава година е околу 35%. Но граѓаните, шоферите, патниците имаат една олеснителна и среќна околност, што сето ова завршува на 12 април. Во наредната 2020 година почнува реализација на дел од овие или завршување на овие капитални проекти во инфраструктурата. Ви благодарам.